Од утрово тимот 5 пожарникари и спасители тргна за Берово за да се вклучи во гасењето на големиот шумски пожар кој што бесне од вчера. Се надеваме дека пожарот ќе биде изгаснат со заеднички сили, објави струмичката пожарна на својот Facebook профил. Од воздух и од земја противпожарните единици продолжуваат со напорите за гасење на пожарот кај Берово. Пожарот изгоре речиси 50 хектари шумска површина. За гасење во пожарите од раните утрински часови бил ангажиран и полициски хеликоптер кој, како што велат од Центарот за управување со кризи, одиграл важна улога во гасењето. Бил вклучен и авионот Ер Трактор на Дирекцијата за заштита и спасување. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов вели дека пожарот ќе биде ставен под целосна контрола најрано утре. Рано утрово, веднаш после 5 часот, со дејство започна еден полициски хеликоптер кој што исклучително прецизно со неговото ведро ја истураше водата оному каде што е најпотребно и успеавме во раните утрински часови да го совладаме оној првиот, би рекол, удар, огнен удар и да воспоставиме делумна контрола. Од пред неколку минути почна со дејство и еден авион на Дирекцијата за заштита и спасување, кој што исто така со исклучително прецизна фрлање на водата го погоди местото каде што имавме уште едни поголеми пламени јазици. Градоначалникот на општина Берово, Звонко Пекески, изјави дека населените зони не се загрозени од пожарот. Осем струмичките противпожарни тимови имају Делчево, Кочани, Виница, Пехчево, како и доброволци. За среќа на вистината и на ова случка, ние за денеска имавме планирана вежбовна активност заедно со Министерството за внатрешни работи, со хеликоптерската единица, каде што требаш да инициираме вежбовна активност со цел ангажман на нашиот авион и хеликоптерот на МВР за заедничко действување во случај на пожар на отворено. За таа цел, по согледување и по проценка на сите чинители синоќа, заедно со директорот на ЦУК, одлучивме дека пред се таа вежбовна активност и со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, дека треба да ја прекинеме таа активност и да ги посочиме сите сили и средства што ги имаме на располагање во згаснување на овој пожар. Гори шумата на границата со селата Митрашенци и Будинарци. Овој простор е пошумен со дабово и буково дрво, но според институциите, најголемите дрвја ќе ги преживеат пламените јазици, бидејќи во пожарот најмногу изгореле грмушки трева и помали дрва.